Почитувани дами и господа, најнапред да ви се заблагодарам што присуствувате во толкав обем и што пројавивте интерес во врска со темата која ќе разговараме денеска и за која дополнително ќе ви доставиме и печатен материјал. Имено, свесни сме за периодот во кој се наоѓа Република Македонија, црниот период на прогони и период на необјективност и период во кој навистина нашето општество има една голема криза која мислам дека ќе почнеме да ја надминуваме. Имено, во рацете јас држам еден допис кој е од министерот за транспорт и врски Сугаревски. Во овој допис министерот Сугаревски образложува дека во предметот Топлик нема материјална штета. Дополнително, министерот Сугаревски образложува дека штетата, која е претпоставена од страна на јавното обвинителство, нема да ја побаруваат и дотолку повеќе господинот Сугаревски во крајната сентенца на неговиот допис наведува дека со постапката која се водела, се заштитени имотните интереси и права на Република Македонија. Би сакал да потенцирам и би сакал да упатам една порака и прашања до одредени релевантни институции во Република Македонија кои не малтретираа со така наречени процеси, како што е процесот Топлик. Зошто и од која причина го премолчуваат овој доказ, поготово специјалното јавно обвинителство, кое има обврска согласно Законот за кривична постапка, да ги достави сите докази кои се во штета, но и во полза на обвинетите. Да не заборавиме, јавното обвинителство, една од улогите согласно во законот е и да ги штити основните човекови права на обвинетите. Со овој доказ, и со овој допис кој е доставен, со откажувањето на Министерството за транспорт и врски за оштетно побарување не постои кривично дело. Ние повеќе немаме предмет. Јас не знам и од која причина се уште јавното обвинителство го нема откажано гонењето по овој предмет и зошто го нема информирано судот и го нема повлечено обвинителниот акт. Сметам дека е многу важно во целата оваа постапка овој прогон да заврши, бидејќи овие докази се круцијални и битни за целиот предмет. Прашање имате? Повелете. Кога е дописот? Дописот е од господинот Сугаревски, еве го, подпишан е со печат Горан Сугаревски, министер за транспорт и врски од Министерството за транспорт и врски. Ево ги бројот. Од кога и до кога? Дописот е до Александар Маринчевски, државен правобранител за подречје на Скопје, Државно правобранителство на Република Македонија, одговор на ваше барање. Видете, многу важна поента е во кривичната постапка кога започнувате предмет, првин треба да прашате оштетениот дали е оштетен и во која мера. Овдека имаме злоупотреба на институциите и злоупотреба на правото од причина што имаме процес кој во средишница, во моментов се изведуваат докази на јавното обвинителство, а јавниот обвинител заборавил да го праша Министерството за транспорт и врски дали има штета и во колкава мера е таа штетата и дали во иднина Министерството и владата на Република Македонија ќе бараат штета. Ова е недозволиво во правото. Ова е недозволиво, ние како граѓани имаме луѓе, кои не си ги исполнуваат своите обврски навремено и според стандардите и процедурите кои се пропишани согласно со закон. Тоа значи ги трошат нашите пари безпредметно, имаме предмети кои служат за политички прогон, а на крајот испаѓа дека Министерство за транспорт и врски нема штета. И дополнително и многу важно, самиот министер кажува дека во целата постапка е постапена според стандардите и процедурите и дека се заштитени интересите на Република Македонија.
Има ли правна основа да се покренат соодветни пријави кривични пример за злоупотреба на службена длъжност, затоа што очигледно дека е прекршена процедурата, не се поднесени? Апсолутно за вакви неинформирања, за вакви злоупотреби во постапките, ВМРО ДПМНЕ ќе покрене кривична постапка против одредени лица поради тоа што не се исполнуваат својата должност навремено да ги информираат институциите или ги злоупотребуваат институциите за политички прогон. Со тоа што сакаат на јавноста да ја прикажат една сосема вистина која не е целосна вистина. А вистината е само една, не може да има 10 вистини. За кого кривична не ве разбрах? За Сугаревски? Не за Сугаревски. Туку? За тие кои не постапиле во предметот. Значи, тие што не ги информирале, значи, најнапред јавниот обвинител е тој кој треба да побара информација дали е одредено лице кое се појавува како оштетено лице, е оштетено. Тоа е нормално во секоја кривична. Па апсолутно, како? Тоа е прескокнал таа фаза од постапката и сега, значи имаме ние дополнително, значи допис сега датиран овој месец, каде што Министерството се произнесува дека има штета. Само уште кога е дописот, брате, дали вчера, дали 3.12.2018 година. Од дописот е, да, вчераш. Сега во овој допис кажуваат дека нема штета или дека има. Дали има два дописи, малку не ве разбрав. Не. Значи, ова е еден и единствен допис. Во кој велат дека нема штета. И дека обвинетите си постапиле согласно процедурите и правилата во постапката. Значи, дописот ќе го добиете, јас не би сакал да го интерпретирам, не би сакал да бидам како оние што до сега се обидуваат да направат нешто во Македонија преку правниот систем, да слободно интерпретираат. Интерпретацијата на правните норми има законитости кои ги учиме и уште на факултет, толкувањето. Така да, ќе ви биде поделен дописот, ќе погледнете во последните два пасуса, многу јасно кажува дека нема штета. Значи, чим нема штета, нема кривично дело, дека е постапено согласно процедурите и Дали дека не гледа. сублимирано тоа значи дека обвинителството немало основ за да покрене кривично? Апсолутно. Се замислете колку пари трошоци луѓе се ангажирани, колку луѓе се малтретирани како обвинети во целата постапка. Значи, колку луѓе чии живот кои имаат фамилии, кои си ја вршеле својата должност навремено целосно, а се обвинети во предмет кој го води специјалното јавно обвинителство. Дали ова ќе може да се користи како доказ, бидејќи очигледно дека постапка се води? Апсолутно. И што очекувате со оглед на тоа дека имате искуство во оваа област, што треба да се направи? Очекувам што јавниот очекувате? обвинител да го повлече обвинението. Одма и сега. И веднаш. И да покаже дека во Република Македонија сите граѓани се еднакви, правото важи за сите и да навлеземе во ера на владење на правото и нееднаквост на граѓаните. Значи, ова лудило мора да престане. Кривичното дело, според ваша анализа, почетна сега, на што се темели прикривање на докази или? Апсолутно. Да не само на прикривање на докази. Вие треба и да спроведете постапка кога сте обвинител, вие треба да покренете постапка, значи по собирањето на доказите, значи треба да прашате оштетениот дали е оштетен во постапката, дека немаме никакво прашање на оштетениот. Оштетениот на крајот на постапката се прашува од сосема трето лице дали е оштетен или дали има оштетно побарување. Сега како тие во иднина ќе го ова модифицираат, тоа не знам. Но до сега се покаже дека оштетениот се прашува на крајот на постапката, што е срамотно. И е непрофесионално. Однесување од страна на луѓе кои се им поклониле верба, материјални средства и очекуваме ние нешто како држава, како народ, како граѓани, како македонци, да тие остварат во нивните посебни анализи. Нивните посебни анализи покажуваат дека имаат предмети кои се безпредметни. Дали ова е единствен предмет во кој што се сомневате дека
Има прикривање на докази? Значи, јас денешната тема е за овој предмет. За другите предмети ќе добиете дополнителни информации. За денешниот предмет, за предметот Топлик, сметам дека е многу важно и сметам дека треба да поклоните. Мислите дека се работи за пропуск на обвинителството и на судот или се работи за политички притиск? Судот во моментов не е ни информиран за оваа поставка. Значи за ова, мислам дека се работи за пропуск на обвинителство, да намери пропуск на обвинителство. По политички притиск од него? По политички притиск. Добро.